најновата емисија на Sky ќе гледате. Популарниот јунак Балибек се бори со мажи дури и во кревет. Гулабицата го промовираше својот нов спот. Дознаете што ги изненади прилепчани на Пивофест. Питер ги полуди фановите. Започнува снимањето на четвртата сезона од Вампирските дневници. Дознаете кој е најпрофитабилен од младите пејачи. И за крај, Англија обелодени неколку документи за НЛО. Миленикот на женската публика, популарниот Балибек од турската хит серија Величенствениот, со својата неодамнешна постапка разочара милион жени ширум Балканот. Фатен е во преградка со друго машко, пишува турскиот вестник Хаберлер. Информацијата до вестникот ја пренела блиска пријателка нивната сопруга на акторот Бурак Озчевич, која од неа дознала дека токму таа го начекала во кревет со машко. Веќе поминаа 2 недели како не е со својата девојка, а причината за тоа е неверството и тоа со Машко, кој го представуваше дотогаш како многу добар пријател. Се обиде да ја објасни дека не правеле ништо лошо и оти само се бореле, но немаше објаснување, бидејќи при тоа ја соблекле долната облека, изјавила пријателката за турскиот вестник. Турските медиуми постојано го опишуваат како хомофоб, но излезе дека Бурак не ги мразел хомосексуалците, туку тој на тој начин ја криел својата хомосексуалност. Завонникот што крши женски срца, а трча по мажи, и покрај инсистирањето на медиумите не сакал да коментира за неговата хомосексуалност. Инаку, пред 2 години, Озчевич се појавил и во германски геј магазин. Актерот не очекувал дека фотографиите ќе предизвикуваат толкова внимание, па потоа во Турција морал да се правда дека тоа го сторил поради високиот хонорар. Се омажи Гулабица. Поднебесниот хит на Гулабица, оној со кромовите, се сеќавате, таа стекна огромна популарност кај нас, но овој пат реши да се смири малку и го направи хитот "Тој не дојде". Трагична балада каде што убавицата со своите родители го чека момчето да дојде со прстен, но ништо, прстенот уште не бил направен. Уживајте во новиот поднебесен спот на Гулабица. Го кажа судбоносното да на Пивофест. За време на едно од изданијата на популарниот прилепски фестивал Пивофест, момче ја побара својата девојка за жена. Иако публиката мислеше дека станува збор за надпревар за најбрзо пиење на пиво, сепак момчето не ги изненади сите. Клекна и ја побара својата девојка за жена. Кога водителите ја викнаа девојката на бина, таа беше изненадена и одговори со да. Во вторникот, Питер Лазани направи интервју со контроверзниот Џеј Мамон во сала полна со обожаватели, кој полудеа кога Питер рече дека имал секс на игралиште за голф. Изјави дека бил заедно со пријатели. For over a century, I have lived in secret. Until now, I shouldn't have come home. I know the risk, but I had no choice. Започна снимањето на четвртата сезона на најбараната американска серија, Вампирските дневници. Серијата е најактуелна кај тинеџерската популација, особено поради актерската постава. И официјално, како што најавија Нина, Иан и Пол на своите профили на друштвените мрежи, започна снимањето на четвртата сезона на Вампирските дневници. Канадската актерка Нина Добрев со бугарско потекло и донесе популарност на серијата низ Балканот. Серијата ги надмина и браќи и сестри, па дури и воветна анатомија и очени домаќинки, кои што се снимаат речиси цела деценија. Доколку сакате да бидете во тренд со телевизијата, мора да ја погледнете серијата, која што со сигурност еден ден ќе ја погледнеме на нашите телевизии, бидејќи се емитуваше речиси во сите држави низ Европа. Оваа година, на листата на најдобро платени музички изведувачи помлади од 30 години на магазинот Forbes доминираа пејачките. На самиот врв се најде Тейлор Стиф, која од претходната година заработила $57 милиони. Кантри поп пејачката се дојде на првото место пред се, заблагодарувајќи се на нејзината голема турнеја по Северна Америка, Австралија и Азија, на која одржа 111 концерти. Тейлор Стиф, која во октомври ќе го издаде својот нов албум, го надмина идолот на тинеџерите, Џастин Бибер, кој од мај 2011 до мај 2012 заработил $55 милиони. Бибер е единствениот машки изведувач помеѓу првите 5 на листата, на која после него следува Ријана со $53 милиони,
потоа Лејди Гага со 52 милиони долари и Кейти Пери, која изминатата година заработила 45 милиони долари. Минатата година на оваа листа на магазинот Forbes доминираше Лејди Гага, со заработувачка од 90 милиони долари. Таа оваа година заработила помалку бидејќи немаше многу настапи во живо. Оваа листа на Forbes се основана врз основа на продавањето на албумите и заработувачката од концерти и реклами. Британското министерство за одбрана обелодени архиви, поврзани со НЛО, кои вклучуваат валидни извештаи и истраги од набљудувањата на чудни летечки објекти. Откриени се вкупно 25 документи во сопственост на британските национални архиви. Меѓу изданијата има извештаи на Министерството за одбрана, адресиран до канцеларијата на премиерот Тони Блер, за политиката во врска со НЛО. Меѓу обелодените документи има описи на чудни сигнали. Во еден документ се вели дека полицајот следел НЛО над објектот на фудбалскиот клуб Челси. Во друг пак се говори за посета на тројца мажи во црно кај човек кој тврдел дека видел НЛО во Источна Англија. Во обелодените документи има детали од извештајот од 1995 година, подготвен од агентот за разузнавачките служби на НЛО и адресиран до Министерството за одбрана. Во него се разгледуваа можноста за евентуални посети на вонземјани и за нивните намери кон земјаните.